Кјотекот дали излезен од рајот, излезен е зашто не припаѓа таму. Внимание, зборуваат граѓаните. Што мислиш, зошто некои млади уништуваат паркови и прават штета на јавни добра? Јас мислам дека тоа сепак произлегува од домашното воспитание. Недоволно внимание од родителите, недобро воспитани. Не знам, веројатно стои нешто позади тоа. Не се тоа деца со проблеми. Мислам дека тоа е се до културата, уште од мала возраст што ја стекнуваат од дома. Веројатно тие имаат некоја фрустрација што сакаат да ги искажат. Од вишок енергија, сигурно и незадоволство лично. Мене ми делува од незадоволство, неисполнетост. Према што? Према што Према незадоволство? животот. Јас мислам дека сето тоа е од безта кај младите, немаат енергијата каде да си ја извадат. Доколку ти би била родител или наставник, како би ги казнувала вандалите и хулиганите? А ако ги води хулиганството, тогаш ќе се туа домашни казни нормално. Така. Па може малку построго со повеќе санкции, затоа што ова сега веќе не е нормално. Како што и во другите земји да има построги закони. Казните се мислам последни што треба да бидат. Воспитувањето да се објасни што е прва работа што треба да биде. Така. Мислам дека со казна нема решение. Така? Треба валјда не знам да се истрчкаат. Треба да се пратат во војска. Малце да се научи дисциплина, валјда, не знам. Али со, например, намалување поведение или Не би ги казнила баш на некој конкретен начин, мислам дека би поставила добар пример. Доколку ти би била, да речеме, министерка за образование, како би ги заштитила децата од булинг, од малтретирање во училиште? Без социјални мрежи, телефони да нема за време на часови, повеќе ќе се дружат и нема да биде асоцијални. Да има одреден број на часови или некои работилници за деца кои се соочуваат со булинг, а и општа едукација за децата дека не треба да вршат булинг. Би требало да учат од примери и да учат кои се последиците на булингот. Исто така може да биде и преку филмови, преку музика и преку театар. Јас би требало да се воспитаат децата да не прават. тој што малтретира е проблемот, а не тој што е малтретиран. И затоа би му укажал некаква подршка на тој што е малтретиран и построги казни за тие што Што малтретираат. го вршат булингот? Да. Што би предлагал? А ускраја Бога да сум министер. Така. За булинг, не знам, јас бев доста булит како дете, можам да им порачам на сите што сте смрга, ќе помине и после ќе станете појаки. Дали веруваш дека ќотекот излезен од рајот и како би ги воспитала тие што смета дека ќотекот излезен од рајот? Па да, сега не е нешто преригорозно, ама може малку да се знае кај ти е местото. На овие децава сега посебно разгалени премногу со телефони, со таблети. Може малку. Значи ќе си ги тепаш децата, а? Малку. Јас те помогам. Добро. Јас не мислам дека ќотекот излезен од рајот, тоа е само некоја стара воспитна мерка со која нашите родители биле воспитувани во минатото. Јавни кампањи, Така. каде што би се образовале родителите дека има и други начини за воспитување од ќотек. Па мислам дека тоа не е начин на казнување, едноставно И на воспитување на воспитување, да. Тоа е више исто како и вандализмот. Веруваш дека ќотекот е излезен од рајот? Не. Во некои моменти можеби кога е стварно за опасност самото дете може да влизам, Така, иначе така. не. Нека се мислат што се мислат, ја не го мислам тоа. Така. И само помага во ситуации нормално и нас не воспитувале така со ќотек некогаш. Мислам дека ќотекот може да биде добра опција во некои ретки случаи, например кај мали деца, но како што растат децата, така не треба да се тепаат нормално, туку треба со разговор да се решат проблемите. Ќотекот дали излезен од рајот, излезен е зашто не припаѓа таму. Внимание, зборуваат граѓаните.